Дали мислиш дека YouTube сцената пропаѓа? Колку капчиња имаш? Дали си размислувал да продаваш своја линија капи со твој дизајн? Здраво на сите и добро дојавте во моето ново видео. Денес снимаме видео со мојата почесна гостинка што не сака да се смири. Сегаш го правам нешто вакво е многу повозбудена и позбесната од воопшто. Луна, само да не ми ја буднеш камерата, те молам. Денес снимаме нешто што многу одамна сака да го прави, никогаш не го направив, а тоа е мукбанг. Мукбанг секогаш се збори додека се јаде на некоја тема. Јас поставив на Инстаграм последната прашање имаше премногу. Земав некој од нив така да ќе пробаме да видиме колку ќе можеме повеќе од нив да стигнеме, зашто имам премногу. Денес јадеме новите нудли на Подравка. Имам тука колку сакате и неќете. Не знам колку видео ќе трае, затоа си земав јас тука две чини. Се надам дека се гледа, малце без научари, не гледам се убаво. Ова си иначе скрос нови нудли што порано ги немаше и јас сум у последно време заљубен во нив и го правам само тоа. И мојот омилен вкус, тоа веќе знаете од TikTok, ама ако не знаете од TikTok, тоа се тие со зеленчук. Првото прашање вика, дали мислиш дека вториот канал сега е бескорисен? Дефинитивно не. Стримовите сега што идат на главен канал, веќе и почнав да ставам некои клипови, така да на вториот канал ќе идат многу клипови, така да тек имам план да ставам многу работи таму. Дали некогаш повторно би чула тоа песна? Во моментот воопшто не размислувам на таа тема. Можеби некогаш би сакал. Многу ми е интересно тоа, не дека многу ја бива, али мислам дека може доволно да ја бива. Кога тоа би се случило, мислам дека би било некој ако извини 2, нешто такво. Мислам дека не би правил нешто што нема нешто такво подлабоко со некоја тема порака и така натаму. Дали си искрено среќен во животот? Зависи што се подразбира под среќен. Среќен сум што имам кров на глава, што имам да јадам нудли, што ги имам луѓето што ги сакам околу мене. Малце не сум среќен со себе, мислам дека можам повеќе да работам на себе за да поправам некои работи што кај мене не ми се свиѓаат, ама работиме на тоа и се надам дека наскоро ќе можам да кажам онака без размислување да на овој нова прашање. Дали има женска? Да, пак беа 90% прашањата ова. Имам многу одамна веќе. Ќе видиме ли Луна за брзо некој видео или во ова видео? Луна, дојди. Ако спиеш, спи тука, зашто легна таму? Луна, дојди тајле. Не те виделе одамна, сакар да те гледат. Значи секогаш кога има камера или нешто за снимање, оно едноставно знае и не сака. Не да јадеш нудли сега, јас ти изјавам ли од твоите гранули. Дали купиш PS5? Имав PS5 со недели дома, кога играв God of War Ragnarok. Многу ми се свиѓа PS5 и многу сакам, ама не знам дали се уште размислувам колку ќе го користам. Многу сакам, ама ќе видиме дали ќе се решам нека дека ми треба. Ќе биде 2023 студио рум турот. Можеби. Кога ќе правиш лайв на нека хорор игра. Луѓе, наскоро ќе искочи Forest 2, така што дефинитивно Forest 2 за месец од сега ќе искочи, ќе го правиме тоа. Амбиции кои ги имаш за 2023-та. Па тоа што зборев и до сега, да бидам внатрешно посреќен, онака и сега сум, ама да бидам онака повеќе, да објавам многу контент од 2023-та, многу повеќе од лани, и да патувам. Сакам негде да патувам што подалеку, сакам негде да додам година надвор од Балканов негде. Иначе не знам дали ви е познато целова мукбанг, можеби малце на некој личи некултурно да јадеш и да збориш, ама мукбанг тоа значи, така да се надам дека ви е окей. Или ете напрети си и вие нудли и додека го гледате видеото јадете и вие и заедно вака ќе се дружиме кога сме на ручек заедно. Дали ќе има оваа година квики турнир? Да, работиме на тоа. Дали мислиш дека YouTube сцената пропаѓа? Не мислам дека пропаѓа, туку мислам дека пропадна. Јас сум се уште тука, снимам, кој му е интересно нека гледа, кој не му е интересно нека не гледа. Ако сакате да останам што можам подолго, секако со тоа може многу да придонесете ако едноставно ме поддржувате, со тоа што ги гледате видеата, ги ставите лайк, ги ставите subscribe кој не ставите и така поред. Омилена игра God of War 2, God of War и God of War Ragnarok. Кога е нова кола и кои коли ти се во избор? Не размислам за нова кола минимум следни 3 години, а можеби и повеќе, така да. Количето ми е топ, не ми треба ништо повеќе. Како се снимај повеќе видеа, поактивен биди, како се видях, мислам дека кажав, повеќе видеа ке годинава ќе имам многу повеќе. Ако пари не се прашање што би било првото нешто што ќе го купиш, би купил можеби неколку куќи, големи куќи, неколку, на некое многу мирно и убаво место и би ги дал на сите мои блиски луѓе на кои им се потребни, кои сакам да бидат во моја близина. Тоа ми тегнува прво што највише би сакал да го направам. Поише сакам куќи од стан, така да неколку куќи на убаво место изградени. Топ. Зашто долго бидето немаше на YouTube. Мене цело време имаше на YouTube. Вајде тие што не го гледате вториот канал Стефан Плейс имате таков печаток, затоа што
Не снимав многу на Стефанатор, али цело време сум на YouTube, не немало долг период никогаш, така да. Јас сум тука. Дали веруваш во Afterlife? Повеќе не верувам отколку што верувам. За жал, сакам повеќе да верувам. Ама, ја, може би треба само поише да читам, не знам, може би само тоа е верба, не треба ништо да читам. I don't know. Сакам многу да верувам, ама повеќе не верувам отколку што верувам. Ме направиш некојаш мрч поздраво видео, не можам да поздравам зашто реков дека ќе бидат сите анонимни и веќе ги имам скратено како буквално сите имиња одеднаш. Ама еве поздрав тебе, фала ти што поставуваш прашање, фала ти сите што поставите прашања. Мрч никогаш не ми се оствари, никогаш не го направив, ама се надевам дека некогаш ќе се решам да го направам и ќе го направам кој што треба. Никогаш нема биде мрч, тоа го имам кажувано неколку пати, нема биде тоа мрч, туку ќе биде бренд. И се надам дека некогаш ќе се решам да го направам. Имам пробувано многу пати да го направам, имам седнато на хартија, на онакво мислено, имам до негде стигнато, ама никогаш го нема онака. Не ми светно во личкар толку. Се да прави најмногу нервозен кога Луна не сака со мене да се дружи. Да, тебе ти зборам. Онака спија и ме погледа на свој ноко кога реков Луна. Не, ме прави нервозен. Неправда. Неправда. Мине играчко детството. Имав онакви знамиња, мислам дека. Со знамињата беа како коцки. И цело време ги редев и идев по членови на фамилијата дома сите да ми гласаат нешто, не знам зашто гласаа, по кое знаме да иде најгоре. Имаше цело време поени. Зашто луѓето ич не се грижат, а уствари треба. Прво нешто што би рекол е, ако сите барем си го фрламе ѓубрето кај што треба, мислам дека светот бил многу подобар. Да почнеме од таму, Ако се преселуваш во друга држава, смееш само еден ранец да носиш, што би носел? Компјутерот, некако да го напикам, од некој голем ранец и Луна до себе? Достам ја. Мислење за цел свет на God и House of the Dragon анонимно. Мислам дека цел свет е топ, освен последната епизода на Game of Thrones. House of the Dragon ја изгледав и едве чекам да има уште, да гледам уште. Само да не беше таа последна епизода на Game of Thrones, ќе бев многу позадоволен и можеби ќе беше повисоко рангирана, али таа епизода уништи многу работа. Кој ресторан фаст фуд би сакал да го има кај нас, за сега го нема? Може нешто што не е фаст фуд? Starbucks. Сакам Starbucks во Македонија. Некој нека купи лиценца, веќе нека го донесе. Сигурно веќе некој пробал, не знам што е проблемот, дали таа лиценца е прескапа, ма сигурно имаат некои луѓе пари бре. Купете го Starbucks, донесете го бре, ќе работи тука бре, ќе биде сетоп. Кој животно би било најстрашно ако може да збори? Еве Луна. Ако може да збори и каже се што има за мене. Онака лично мислење, Лунче, шо викаш, а? Најдобро терање што може да го сготвиш ова буквално. Се прави за 3 минути и е толку вкусно, значи повеќето веќе ве натерав да си купите и да ги пробате и сите ми рековте фала затоа што се предобри и никогаш не ни рекламирам нешто во што не верувам, така да ова е луѓе, пробајте ги, новите нудли се прејаки. Мене лично ова со зеленчук преубаво. Да го снимаш видео за старите, немам појм. Ако сакате, ќе снимам. Ако не ќеде, нема да снимам. Поише за тоа зборам на Discord и на Instagram, така да влези на Discord серверот, ловни ме на Instagram, ваља поголема шанса да видиш таму нешто од мене. Ако не, може ги снимам видео, ако сакаш, пиши у коментари. Како да се мотивирам повеќе, не можам да седам и да не работам ништо. Ваља најдобриот совет е да пронедеш што те исполнува. Сигурно има нешто што те исполнува. Тоа може да е готвење, може да е пеење, може да е едитирање на нешто, може да е снимање на нешто кај што мене ова ми исполнува. Мора нешто секој човек да пронајде што го исполнува. Сигурно има нешто. Ако не си го пронашла или пронашол, не знам кој го постава прашањето, копај, пробувај нови работи. Некогаш нешто едноставно ќе те исполни и прави го тоа. Колку години се на YouTube? Година ќе правиме, ако ви се верува, 7. Луѓе, 7 години на YouTube. Има уште пола година до тогаш, јулие. Ама 7 години на YouTube. Дали некој си пуштил коса? Ако да, дали си носил репче? Ако да, слика плиз. Ако ја најдам, слика со репче најмногу оваа, не знам колку се гледа, ама се гледа малце репчето. Такво репче пуштав. Не типично репче, туку тогаш беше многу тренд, значи сите го има тоа репче у уделение од 15 машки, 10 машки, сите имавме такво. Коса пуштање нешто вака само. Ако ова се рачуна за пуштање, коса сум пуштал. Кога 24 сати стрим на 150.000. Клипит 150.000, прославуваме со 24 часовен стрим. Кога да очекуваме тебе нова песна, дали во иднина би снимал дует со некој?
Многу прашања беа поврзани со песна, луѓе не размислувам моментов на тоа, ама би сакал некогаш виднина кога би имал повише инспирација за тоа и кога би бил спремен за тоа, би сакал да и секако имам размислувани за тоа да направам, затоа што ако јас не знам да пеам, има многу луѓе што знаат да пеат и пример некоја си пеачка или пеач со многу убав глас да го испее рефренот, а јас строфите, нели би било јако, али можеби некогаш, не знам кога, ама можеби, живи били па видели. Во којата школа полагаше? Продолжи само така, фала ти. Полагав во Mobility, АМСМ, да ви препрашам на сите, мене беше топ. Не е спонзор, али ако некој се мисли у која автошкола да почне, ета кај сум почнал ја. Ја донесов пак. Седи тука, лунче. Ајде, дружине тука. Колку капчиња имаш? Имам многу. Се уште сакам некогаш да ви снимам видео што ќе биде колекција на капи, ако успеам да ги најдам сите, ама да не, ама Луна, оти не сакаш. Ако има ново видео каде ќе спробаш храна од други места, се надам наскоро ако најдам од некоја држава, ако имате предлог пишете долу. Кој подкаст сте мислил според тебе најдобро во Македонија и зашто? ГГТВМК. Wing wing. Зашто? Зашто не знам, сметам дека е најквалитетен и најмногу уживам во тоа, мене тоа не ме интересира. Дали го се размислувам за иднината, например, каде се гледаш за 5-10 години сега? Искрено не многу. Посебно после тоа што ми се случи. Еден ден само се будиш и дознаваш нешто такво. Многу стрес и многу тискање работи во себе, мислам дека може да доведат до опасни работи, секако не е здраво никаков стрес, така да убаво е да се сонува, убаво е да си има план, ама и не треба толку да се стресираш што ќе биде ако биде. Уживај животот, живеј го секој ден и што треба да си дое, ќе си дое. Како ти се чини да правиш 90 секунди? Ми се чини топ. Само кои луѓе? Повеќето луѓе ги снима веќе. Многу ми е тешко да најдам нови, не знам кого, така да не знам, пиши коментар кога сакаш да видиш. Најак стример, јутубер, влогер во Македонија нема ќе ме урочиш бре човеч. Не е прашање да продолжи бидејќи толку јутубери има во Македонија. А ова сум најак дека само и толку не имат. Не, во секој случај фала ти, многу ми значи. Зошто секогаш најголем дел филмоите што влегуваат во некоја од категориите за Оскар се без врска? Види, мислам дека јас порано го гледав тоа така. Како повеќе растам и колку поише навлагам и колку поише филмови гледам, разбирам дека тие категории на Оскари не се за џабе стаени и добар филм не значи само добра приказна, добар плот, онака интересно нешто да се дешава, туку има и многу други квалитети што го прават филмот добар. Тие квалитети се буквално имињата на сите категории на Оскари. Имаш едитинг, имаш глума, имаш звук, имаш други музики, песни, имаш едитинг, не знам дали веќе кажав, имаш премногу фактори, премногу подкатегории што го прават филмот добар. Дали ќе да Forest 2? Да, едва чекам многу набрзо. Уште не знам дали сакам да го правам во видео или во стримови, ама ќе биде. Дали поише би сакале видео и стримови? Пишете ми за тоа долу коментар. Дали си размислувал да продаваш своја линија капи со твој дизајн? Да, кога би почнал бренд, не е воопшто логично да го почнам без да има и капи, меѓу другото. Ја ако сакам и ако се напнам, ќе најдам уште утре. Ама не сакам да продавам нешто во кое што не верувам и сакам кога тоа ќе се случи да биде стварно квалитетно. Така што еви отворен повик, ако некој познава или некој работи со тоа, пишете ми, пратете ми мејл ако имате некаква понуда, ако знаете некој што изработува капи пример, пиши ми слободно па ќе разгледам па може ќе се договориме. Ќе снимаш ли пак некој серијал како Квари, но вистина беше преинтересно, не може да престанам. Ја обожавам Квари, луѓе. Пак Forest 2. Ќе биде многу добро. Толку. О мај гад, не ги ни дојадов нудлите, ама да бидам искрен, ова го снимам во 2 сат, а јас денес веќе доручкував нудли пред 2-3 сати. За видеото не би се јадеше многу, али сепак сакав да направам макбенг. Се надам дека беше интересно, онака и да слушнете одговори на мене и да ручкаме заедно и Луна. Ајде, дојде сега да го гледаме видеото заедно. Ела, ова куќе денес неки. Не знам дали ја гледате. Фала им што го гледа ова видео. Многу им фала на тие таму. Викате не фали Луна, снимаја Луна, кај е Луна, а Лунче баш и не ме фермалас. Фала луѓе што гледавте ова видео, се надам беше интересно. Пишете у коментари ако имате предлог на некои други видеа што сакате да снимам, ќе пробувам и сакам да снимам повеќе. Снимам и на TikTok, правам и лајвови нон-стоп на истиот канал, така да се надам дека беше интересно. Ставете лайк, ставете subscribe, да стигнеме побрзо до тој 48 часовен стрим и ние се гледаме во следното видео. Кажи Лунче, чао! Чао! Чао!